Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада, а во нив ќе гледате. Веќе 6 години поред водата за пиење во Тетово добива невообичаен вкус и мирис во есен, но според првичните анализи таа сепак е безбедна за пиење. По повод неделата на борба против шеќерната болест диабет, во Тетово се одржаа предавања и бесплатно мерење на шеќер во крвта. Со овие цени на пазарот, бизнисот е пред колапс, велат од Стопанската комора на Северозападна Македонија. Веќе 6 години поред водата за пиење во Тетово добива невообичаен вкус и мирис во есен, но според првичните анализи таа сепак е безбедна за пиење. Водата за пиење во Тетово повторно со непријатен мирис и вкус. Ваквата промена граѓаните ја чувствуваат 6-та година поред во есенските месеци. Доктор Ратко Давидовски од Тетовскиот центар за јавно здравје вели дека според досегашното искуство, нивна предпоставка е дека тоа се случува поради гниење на лисјата во водата на Лешничка река, која ја добиваме преку филтер станицата. Инаку првичните резултати покажуваат дека водата е безбедна. Првичните резултати покажуваат дека водата е безбедна за пиење и нашите препораки се како и секоја година. Тој што не може да ја пие, нека не ја пие, нека причека ден-два, ова ќе помине, транзиторно ќе помине поради дождовите и поради вегетацијата, настанува гниеш, интензивен, така да се доаѓа до промена на мирисот и на вкусот на водата. Тие што не можат да ја пијат, нека купуваат флаширана вода, останатите можат безбедно да ја користат. Првичните анализи покажаат дека е безбедна, а ги чекаме конечните. Знаете дека ние немаме реал тајм не можеме да ги вршиме анализите, така да ќе ни треба ден-два за да излеземе со конечни анализи. Озонирање или користење на јагленов филтер е можноста да се отстрани непријатниот мирис и вкус. Има 3 заштитни зони. Првата заштитна зона е зона на забрана. Втората е на ограничување и трета на епидемиолошко следење. Таму немаме оформено зона. Има оформена, но не е направена зона на заштита, прва заштитна зона. И како второ, на филтер станицата може да се коригираат и мирисот и вкусот, или со озонирање, или со употреба на активен јаглен. Можно е во филтер станицата да се користи активниот јаглен, а не озонот. Така да постојат методи за кондиционирање на промената на мирисот и на вкусот. Токму преку филтер станицата градот добива дополнителни 100 литри вода во секунда покрај постоечките 300 литри во овој период, за задоволување на потребите на граѓаните. Црвениот крст традиционално ја одбележува неделата на борба против шеќерната болест диабетот од 10 до 16 октомври. По тој повод, во соработка со Тетовските здруженија на диабетичари и Здруженијето на пензионери, се одржа предавање на оваа тема, како и бесплатно мерење на шеќер во крвта. По нашите активности, по нашиот календар на активности од 10 до 16 октомври секоја година одбележуваме недела на шеќерна болест, за да се подигне свеста кај граѓаните за рана превенција и детекција за шеќерната болест. Значи за таа цел, за овој ден организиравме предавање кои ќе го одржат двете здруженија, кои се последиците, кои се симптомите, кои се начинот на живот, на исхрана, за физичка активност и се она што следи за шеќерна болест, и за таа цел ќе мериме шеќер на сите присутни овдека. Благодарност до секретарот на Црвен крст Тетово, Шкалчи Мурати, мора да го кажеме, кој што за оваа пригода набави апаратчиња комплет за мерење на шеќер во крв, и тие 20 ќе бидат донирани, по 10 на Здруженијето на пензионери, а 10 за другите две здруженија. Денеска присуствуваме во организација на Црвениот крст Тетово, две здруженија, значи Здружение на диабетес
Тетово и Полок, Сдруженијето на дијабет со Полок Тетово, кои што со наша помош и наше искуство, што имамо од што се вика, ние сме дијабетичари, да им помогнеме, да им кажеме на пензионерите како и на кој начин да се справат со дијабетот. Значи, да немаат некои, кои, ако веќе се почнуваат некои процеси, више имаат појава на дијабет, како да ги совладаат, односно како да држат под контрола самиот дијабет, што се вика. Така да ќе помогнеме те да меримо шеќерот на сите пензионери овде што сме. Тоа во рамките на програмата на нашето здружение, раководството на Сдруженијето на пензионери Тетово секогаш води сметка да организира вакви средби и предавања, затоа што ова е начин со кој сакаме сите пензионери да допреме до нив преку вашиот медиум, а секако и да им помогнеме она што значи превенција за болести од разни области. Председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија Неби Хоџа изјави дека со овие цени на пазарот бизнисот во Северна Македонија е пред колапс. Хоџа повика барем до пролет да се обединат сите фактори во заштита на компаниите, а нагласи дека во моментов не можат да се оценуваат мерките на владата за справување со енергетската криза. Со ваквите цени бизнисот е пред колапс. Затоа ние интервениравме како комори, сите согласни, да се најде начин и решение владата да им излезе во пресвет, поради тоа што ситуацијава со покачувањето на цените на енергенците на електричната енергија е во многу високо ниво и затоа побаравме хитна интервенција на владата во однос на поддршка на компаниите со сите можни ресурси, поради тоа што многу е потешко да се затвори компанија па да се отвори одново, него да се одржуваат ликвидни и да можат да ги задржат вработените во нивните компании. Градежните работи на делницата Тетово Гостивар ќе започнат порано доколку нема многу земјиште кое што е приватно, изјави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Делницата од Гостивар кон Кичево ќе оди по сосема нов терен и сметам дека таму ќе имаме можност, доколку нема многу земјиште кое што е приватно, да се оди со побрзо стартување на градежните работи, исто така и делницата Прилеп Битола, но и делницата Тетово Гостивар. Имотно-правните прашања се важни за да се отклонат со цел да градежните работи поминуваат непречено и да се работи непречено, така што очекувам најпрвен да се изберат консултантската куќа и компанија, а потоа да се влезе во преговори со компанијата Бектел. Борбата против корупцијата во земјава треба да се води на сите нивоа за да биде успешна, е еден од заклучоците од денешната конференција Стандарди на интегритетот во јавниот сектор според Конвенцијата на Обединетите нации против корупција, што ја организираа Министерството за правда и UNDP. Во однос на стандардите кои се тема на овој денешен настан, како што е истакнато и во извештајот од вториот циклус на преглед на имплементацијата на конвенцијата, превземени се повеќе мерки и активности во согласно со барањата од одредбите на конвенцијата и тоа. Во однос на членот 7, јавен сектор, донесено е релативно законодавство со кое се регулираат постапки за вработување преку транспарентна и конкурентна постапка за селекција, задржување и пензија на вработени во јавниот сектор. Предвидено е редовно одржување на антикорупцијска обука за административните службеници. Воспоставени се правила за мобилност и ротација на позициите, а на доместокот за вработените во јавниот сектор се пресметал по систем на бодови. Тоа навистина е комплексен проблем, затоа што колку што постојат корумпирани политичари или службени лица кои што искористуваат својата моќ и позиција, исто така постојат, би рекол, и корумпирани бизниси кои што на одреден начин ја поттикнуваат корупцијата. Нашата организација работи на повеќе нивоа, соработува со институции на централно, но и со институции на локално ниво, со цел да поттикне и мерки за отчетност, поголема отчетност
и транспарентност и вклучување на граѓаните во носењето на одлуки, но секако и воведување на иновативни механизми, алатки, дигитални алатки и методологии кои што овозможуваат полесен пристап до информации и спречување на точките за корупција со дигитализирање на процесите. Пронајдено едно лице во Тетово кое било пријавено за исчезнато. Лишени 2 лица поради пронајдена марихуана. Приведени 2 лица пак заради издржување затворска казна. Во полицискиот билтен евидентирани еден случај на непријавен престој во државата и физичка пресметка. Полициски службеници на СВР Тетово завчера на улица Благоја Тоска во близина на стариот градски стадион во Тетово пронашле 40-годишник од Скопско Црешево, кој на 9 овој месец бил пријавен дека се оддалечил од неговиот дом. По пронаѓањето тој вчера околу 15 часот им бил предаден на неговите најблиски. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 17 часот и 5 минути на улица Браќа Миладинови во Тетово лишиле од слобода 19-годишникот тетовски челопек, затоа што при преглед му била пронајдена марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 17 часот и 35 минути на улица Ленин во Тетово со судска наредба привеле 49 годишен тетовец за издржување затворска казна во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово, каде што набргу бил спроведен. Вчера околу 19 часот и 30 минути во казино на улица Линданска во Тетово полициски службеници на СВР Тетово привеле 49 годишник од Република Албанија, кој непријавено престојувал на подрачјето, пошто бил задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Вчера вечер околу 22 часот полициски службеници на СВР Тетово во Тетовско горно палчиште лишиле од слобода 30-годишникот Тетовска Голема Речица, затоа што при негов и преглед на патничко моторно возило Volkswagen Passat со тетовски регистарски ознаки, во кое што бил сопатник, му била пронајдена марихуана. По документирање на случајот против него ќе следува поднесок по член 215 од Кривичниот законник. 38 годишник од Гостиварско Неготино вчера во 12 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавил дека тој и уште 2 лица кои биле со него во местноста Сандарица Атер на Неготино физички се пресметувале со 3 лица од истото село. Според пријавеното, во меѓусебната пресметка се користеле и тврди предмети, се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и против инволвираните ќе следуваат поднесоци. Вчера вечер околу 21 часот на улица Гоце Делчев во Гостивар полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар со судска наредба привеле гостиварец за издржување затворска казна во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово, каде што набргу потоа бил спроведен. Од СВР Тетово информираат дека вчера на Тетовско-гостиварското подрачје била спроведена акцијска контрола за брзина со која што се движат возилата во и надвор од населено место. Во рамките на континуираните контролни активности што ги презема секторот за внатрешни работи Тетово, вчера од 11 до 19 часот спроведена е уште едно серијата засилени акцијски контроли за брзина, во која вкупно биле откриени законски санкционирани 57 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место, 24 во Тетово и 33 во Гостивар. Од нив, тројца возачи од Гостивар пречекориле за повеќе од 70 км на час, а 13 до 70 км на час. При контролата исто така биле санкционирани и 88 пречекорувања на брзината во населено место, 66 во Тетово и 22 во Гостивар, од кои 4 возачи пречекориле за повеќе од 50 км на час. На сите возачи прекршители изготвени им се поднесоци и ќе се соочат со парични глоби кои за овој вид сообраќајен прекршок се движат од 30 до 400 евра во денарска противредност. При контролата санкционирани се и 35 други видови сообраќајни прекршоци, 30 во Тетово и 5 во Гостивар. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до возачите да не брзаат и да ја прилагодат брзината според условите на патот, дотолку повеќе што деновиве коловозите се влажни или лизгави и само мало невнимание може да предизвика излетување сообраќајни несреќи со сериозни последици.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!